Премиерот Христијан Мицкоски денеска во своето обраќање на самитот 2026 во Организација на Македонија 2025 истакна дека поврзувањето представува најважната основа за економски раст и развој на државата. Настанот се одржува под мотото по 2025 за врзување на растот, поттикнување лидерство. Мицкоски нагласи дека главната компаративна предност на земјата е нејзината географска позиција и улогата како крстосница на важни европски коридори. Тој посочи дека клучен приоритет е развојот на инфраструктурното поврзување преку коридорот 10 и коридорот 8, со што би се зајакнало поврзувањето на Северна и Јужна Европа, како и врската меѓу Централна Европа и Медитеранот, односно меѓу Јадранското, Јонското и Црното море. Се друго како компаративна предност може да се најде и кај други држави. Ако го развиеме ова, можеме да развиваме се, истакна Мицкоски, нагласувајќи дека државата се уште треба да го гради овој темел. Премиерот информираше и за тековните активности во изградбата на автопати, железничко поврзување и енергетска и гасна инфраструктура, оценувајќи дека завршувањето на овие проекти е врвен приоритет на владата. Во делот за економските движења, премиерот порача дека првите месеци од годината покажале позитивни резултати, но дека глобалните геополитички случувања, вклучително и конфликтот на Блискиот Исток, имаат влијание врз економијата. Во однос на странските инвестиции, Мицкоски оцени дека постојните и најавените проекти го приближуваат капацитетот на човечки ресурси до максимум, поради што едината ја гледа во регионални проекти и дигитално поврзување. На самитот се обрати и извршната директорка на Македонија 2025, Никица Мојсовска-Блажевска, која порача дека економскиот раст не е исклучиво задача на владата, туку заедничка одговорност на институциите, компаниите, образованието, граѓаните и диаспората. Таа истакна дека за напредок на државата е потребна поголема ефикасност на институциите, поголема конкурентност на компаниите, современо образование и поголема граѓанска одговорност.